Во примарната превенција, ги назборуваме за меланомот, користењето на фотопротективни креми е неопходно. Од проста причина што рековме, не смееме да дозволиме да кожата ни изгори, каде што, реков, изгореница се смета појава на црвенило на кожа. Изборот на крема е секогаш важен и се прави зависно од типот на кожата и од времето кое што сакаме да престојуваме на кожа, да изложиме, да се изложуваме на сонце. Типови кои што не горат, а пигментираат, може да поминат и со 30 заштитен фактор, меѓутоа осветливата група која што, нели, рековме, гори, а никогаш не пигментира или делно пигментира, треба да се земе што по-силен фотопротективен фактор. Меѓутоа, ја обично препорачувам дека идеална фотозаштита не постои, значи ниедна крема не може 100% да ве заштити, поготово од УВА зраците, кои што исто се канцерогени, и обично ја препорачувам механичка заштита да доминира, тоа е носење на шапка или капа, или жените со широк обод, нели вратот да се заштити, кај децата тие специјални капи, ако може да се намалат, кој што ги има во Австралија. Седење под сенка или под чадор, меѓутоа чадорот 30% пропушта зраци, имате рефлексија од песок, рефлексија од вода, така да дури и облека да се користи, поготово кај мали дечиња, значи тишртка, дури да се бањаат со тишртка, и реаплицирање на таа фотопротективна крема. Спремајќи едно предавање на ова тема фотозаштита, најдов на еден многу интересен труд, и што вика, дали фотопротективната крема не штити или не олабавува, веќе нели не гориме, па да се изложуваме повеќе на сонце. И ме замисли, знаете во кој поглед? Затоа што енергијата не може да се уништи. Така? УВ-зрачењето е фактички енергија емитувана од сонцето, дали е во вид на инфрацрвени, УВА или УВ-беззрачен, има се известен енергијски потенцијал. Најидеална фотопротективна крема е онаја американската војска што ја користела порано, што свети војската, која работи на принцип на огледало. Значи, доваѓа и ги рефлектира зраците. Меѓутоа, кремиве што денеска ги користиме работат на принцип на хемиски филтри. Значи, они ја абсорбираат таа енергија. Е, сега прашањето е што се случува со таа абсорбирана енергија во кожата. Дали таа не може да провоцира клетъчна мутација? Затоа што енергијата не можете да вие да унищите. Значи, она е па абсорбирана во некоја молекула.